Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Освен што не плаќала струја, Данела Арсовска со незините семени фирми ја оставила салата Расадник како руина, целосно запуштена. Фирмата на Данела Арсовска, Империјал Данела, Дуел Скопје, понатаму Империјал Дуел Скопје, во 2002 година потпишала договор за закуп за спортската сала Расадник Задмен. Еве го договорот што Данела Арсовска го потпишала на 10 јануари 2002 година за закуп на салата за месечна закупнина од 1000 евра месечно плюс ДДР. Со членот 4 од договорот, фирмата на Данела се обврзала да ја реновира кровната конструкција, да го смени паркетот на теренот, да ги реновира соблекувалните и да го уреди просторот околу салата. Овој договор, почитувани, има и анекс со кој се надополнува членот 4, каде се додаваат и хотел со 24 легла, 5 терени за сквош, фитнес центар, отворен базен, помошни објекти и 15 бунгалови. Ништо од ова, како што гледате, не е направено. Што правела Данела Арсовска 20 години со оваа спортска сала? Ова е потврда дека Данела не може да управува ниту со една сала. Данела не може да управува ниту со сала, а најмалку со град. Со неа на чело на градот и Скопје би бил запуштен и запоставен како оваа сала. Граѓаните тоа го знаат и затоа во недела нема да дозволат Арсовска да дојде на позиција градоначалник. Скопјани не сакаат градот да им стане руина и затоа Данела ја чека голем пораз. На 17 октомври, во недела, граѓаните ќе заокружат 12 за Петре Шилегов и за советничката листа предводена од доктор Софија Пејкова. Во недела, граѓаните ќе заокружат бројот 12 за Скопје да остане во сигурни раце, за да продолжи да се развива и во следните 4 години. Ви благодарам.